Основното јавно обвинителство ги отвори вратите за камерата на 1 ТВ. Оваа зграда е изградена во 2013 година и истата е пуштена во употреба. Она што малкумина го знаат е дека во подрумските простори на зградава која се наоѓа на самиот кеј на Вардар постојат кели во кои се врши оној почетен разговор пред јавен обвинител, односно во онаа предистражна постапка кога се всушност лицата лишени од слобода. При самиот влез доле во подрумот има една врата која води до лифтот. Ова е засебен лифт, како што ни објаснија службата за односи со јавност, и до него немаат пристап другите лица и странките кои влегуваат во оваа зграда. Лифтот води од паркингот директно до 6-тиот кат, односно до врвот, каде што се наоѓаат собите за сослушување и собите за препознавање. Во овој долг ходник, како што може да забележите, веќе уредно опремен, се наоѓаат 2 кели кои се наменети за повеќе лица и уште 10 кои се наменети за притвор, односно за чување на само едно лице, секако во зависност од кривичното дело и во зависност од постапката. Ова е сосема функционален дел, меѓутоа од обвинителството велат дека не се користи бидејќи се уште немале потреба за истиот. Велат дека оние канцеларии во кои обвинителите ги вршат првичните разговори внатре во полициските станици доволно ги исполнуваат условите и потребите на обвинителството, па токму затоа овие простори останале досега неупотребени и се уште не се употребуваат. Меѓутоа од обвинителството велат дека е многу добро што постојат овие места, бидејќи никогаш не се знае кога ќе имаат потреба да ги активираат овие келии. Секако, она што им недостасува на келиите се само некои основни потреби, како например столчиња, кревети и оние ситни јавни набавки. Од обвинителството исто така велат дека не се користат овие простори поради зголемените трошоци, доколку овие се стават во употреба, а при тоа нема реална потреба за нивно користење, тогаш обвинителството би имало многу поголеми финансиски импликации. Овде би требало да бидат поставени полициски службеници кои би седале овде цело време, доколку секако овде би се вршеле сите разговори. И исто така овој подрумски дел кој се наоѓа дури испод нивото на паркингот би требало и во цело време да биде загреан. Сега може да видиме како изгледа ова една од 10 кели кои се наменети за само едно лице кое е лишено од слобода.